Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Драги слушатели на Радио Слободна Македонија, добродојдовте во емисијата Поента. Денешната тема на денот одлучив да ја посветам на председателските избори на САД, кои што, како што знаете, се во својата завршна фаза. Имено, изборот на председател на САД ќе се случи во вториот вторник во месец ноември, поточно на 8 ноември, или за отприлика една недела од денес. Несумнено, председателските избори во САД се можеби најинтересните избори во светот воопшто. Изборот за председател на Соединетите Американски држави во голем дел регулиран со уставот на оваа земја и главно содржи две компоненти. Првата се однесува на условите кои кандидатот за председател мора да ги исполни пред влезот во изборната трка, додека втората се поврзува со самата изборна постапка. Председателските избори на Америка се веројатно едни од најскапите избори во светот, иако не секогаш американците знаат да се поведат по парите, односно по скапотијата на изборната кампања, бидејќи постојат и ситуации кога парите не секогаш биле пресудни во изборната трка. Само да се подсетиме на изборите во 2000 година, кога Џорџ Буш во изборната кампања во државата Калифорнија вложил дури цели 12,4 милиони долари, но сепак изгуби од Ал Гор, знаете 53% наспроти 42% за Гор, кој дал многу помалку пари за реклама. Она што ги прави интересни председателските избори на САД е што при нивното организирање посебно се води сметка за така нареченото правило балансирана карта, односно за географскиот баланс, според кој ако председателот на Америка доаѓа од еден крај на земјата, например од некоја од источните држави, подпредседателот мора да биде избран од западните или од југозападните држави. Важен услов за успех во председателскиот надпревар е и припадноста на кандидатот во една од двете најголеми политички партии, демократската и републиканската, што значи дека независен кандидат или кандидат што доаѓа од некој од помалите партии нема буквално никаква шанса за успех во трката за избор на председател на САД. Исто така, еден од клучните сегменти во изборната постапка е самата изборна кампања. Познато е дека американците имаат најдолга изборна кампања во светот. Таа трае од месец јануари до месец ноември, односно до вториот вторник во месец ноември кога се случува и конечниот избор. Ова прашање е фиксно би рекла од првите председателски избори во Америка до денес, но она што се менува е прашањето околу карактерот и стилот на изборната кампања, кое прашање еволуирало со текот на времето. Она што е најинтересен дел од изборната кампања се секако дебатните двобои помеѓу председателските кандидати, кои се сметаат за добар тест како за самите кандидати, така и за гласачите. Имено во зависност од успешноста и умешноста на кандидатите во трите дебати во кои тие се произнесуваат и се представуваат пред граѓаните нели за клучните политички, економски прашања од надворешната политика и така натаму, прашање значи кои што се од значење за државата и за светот, гласачите фактички можат полесно да го изберат човекот кој ќе биде нивниот лидер во наредните 4 години. Инаку американскиот модел за избор на председател е многу стар изборен модел, кој има одредени недостатоци, постојано укажувани од страна на експертите на политички систем, посебно во последниве неколку години. Имено токму експертите сметаат дека на Америка и се неопходни промени во делот на изборните правила, на сличен начин како што се менуваат и општествените прилики во американското современо општество. Овие слабости посебно се евидентни на актуелниве председателски избори кои што се нели во тек, во чија што финална трка останаа двајца кандидати кои што од самиот почеток на изборната кампања ги следат бројни контраверзи, корупција, скандали, навредливи зборови и лош вокабулар, посебно во текот на јавните дебати.
Логично прашање што може да се извлече од изборната кампања, која што е во тек, е дали се работи за можеби највеликаната кампања што Америка ја има видено досега. Одговорот на ова прашање е секако не, бидејќи во Америка е многу чест случајот кампањите да бидат негативни и со многу ниски игри, со многу подметнувања, како што реков, многу лош вокабулар. И од друга страна, ниту Хилари Клинтон, ниту Доналд Трамп не се сметаат за родоначалници на негативната кампања. Имено што е председателскиот кандидат Томас Джеферсон на изборите во 1800 година го нарекувал својот ривал Џон Адамс со многу погрдни имиња, употребувал многу погрдни зборови, така што се чини дека од самиот почеток председателските избори па се до денес председателските избори се полни со, би рекла, омраза, навредливи зборови, сена се една црна, односно негативна кампања провејува во текот на целиот нејзин тек. Се чини дека денешните кандидати само ја продолжуваат оваа негативна традиција, при што се смета дека и натаму важи едно правило, или она познато американско правило: подобро е да те мразат за она што си, отколку да те сакаат за она што не си. Инаку негативна изборна кампања не е ништо ново на изборите во Америка. Најверојатно и американските граѓани на овие избори ќе одлучуваат за помалото зло, како што велат американците. Злото кое што ќе го одберат ќе го дознаеме на 8 ноември, кога фактички ќе биде обелоденат изборот на новиот американски претседател. Како што кажав, останува уште само неколку дена или една недела до конечниот избор на новиот американски претседател. Овие избори ќе останат запаметени по преседанот што се случи од прилика еден месец пред самиот финален избор, односно барањето од неколкумина видни поранешни функционери на Републиканската партија да се повлече нивниот кандидат од изборите, откако тој е добил довербата и гласовите на одржаните прелиминарни избори, како и откако ја доби довербата од делегатите на партиската конвенција. Оваа состојба навистина е непозната и невидена практика до сега, буквално преседан, и е нешто на што американците не навикнале да го гледаат барем до сега, бидејќи се претпоставува дека секој оној што е номиниран за председателски кандидат има висок углед во јавноста, но и во самата политичка партија која што го номинира. Така што е несвојствено, барем до сега тоа не е видено, да се бара отповикување на еднаш номинираниот кандидат за председател, како што тоа се случи со барањето на неколку видни функционери на Републиканската партија да се отповика кандидатот Доналд Трамп од изборната трка. Инаку, карактеристиките на самите кандидати, не само оние професионалните, туку секако и оние личните, се присудни за конечниот изборен успех, барем така велат аналитичарите. На крајот, секако, американците ќе одлучат дали својата верба да ја посветат на Хилари Клинтон или на Доналд Трамп, и покрај контроверзите кои што ги следеа овие двајца против кандидати, би се рекло во целиот тек на изборната кампања. Инаку, аналитичарите исто така коментираат дека никаде во светот, во ниту една држава, не може да се сретне волку скапа, волку долготрајна, волку напорна, волку возбудлива и кампања која што е полна со пресврти и контраверзи. Аналитичарите велат дека никаде не постои волку шарена и интересна кампања како што американската кампања за избор на председател, и во оваа смисла американската демократија останува предизвик и за сите останати држави, би се рекло, во светот, особено во делот на практикувањето на правните норми и правила на системот, како и во делот на согледувањето на големата мок што ја имаат медиумите, преку кои политичарите ги пренесуваат нивните пораки до избирачите. Но да одиме со ред.
неколку куси информации околу самите специфики на американскиот политички систем. Факт е дека модерниот политички систем на Америка е доминантно двопартиски, во кој доминира демократската и републиканската партија, и овие две партии ги имаат добиено сите председателски избори во САД, почнувајќи од 1852 година, но исто така постојано се менуваат и во поддршката во Конгресот, односно во представничкиот дом и во Сенатот. За разлика од овие две поголеми партии, помалите трети партии од време на време добиваат одредена предност, но за жал сега се само на ниво на федерални единици. Основната разлика меѓу овие две партии е во тоа што Демократската партија претежно се дефинира себе како лева или како центарско лева партија во американската политика, која доминантно го поддржува американскиот либерализам, додека Републиканската партија е попозната како десна партија која доминантно го поддржува американскиот конзервативизам. Инаку начинот на кој американците гласаат за председател на САД е прилично уникатен и специфичен за Соединетите американски држави. Имено гласачите не гласаат директно за одреден кандидат за председател, туку гласаат за партиски изборници или познати како електори, кои влегуваат во составот на изборниот колегиум или изборниот коледж, што значи дека председателот на САД индиректно се избира од страна на граѓаните, а директно преку електорите во изборниот колегиум. Инаку целата постапка за и околу изборот на председател на САД е уредена со посебен државен закон во кој се утврдени детални одредби околу начинот на гласањето на граѓаните, околу работата на самиот изборен колегиум, но и околу правилата за самиот тек на изборите. Главната посебност на председателските избори е дека председателот ги представува интересите на американскиот народ, ги представува волјата на американските граѓани и како што веќе напоменав, изборите за председател на САД содржат суштински две компоненти. Едната компонента се однесува на условите кои кандидатот за председател мора да ги исполни пред влезот во изборната трка, додека втората се однесуваат на самата изборна процедура. Во однос на првата компонента, Уставот на САД предвидува дека кандидат за председател мора да биде државјанин на САД, односно лице кое што е родено во Соединетите американски држави, да има навршено најмалку 35 години и да престојува во земјата најмалку 15 години до денот на самото кандидирање за председател. Еден од важните услови за председателската кандидатура е лицето исто така да има големо политичко искуство и тоа во високите политички позиции на американската политика. Затоа главно председателските кандидати се регрутираат од редот на поранешни или сегашни гувернери, сенатори, представници во представничкиот дом, генерално конгресмени, а исто така за успех во председателската трка е неопходно кандидатот да има добра финансиска состојба, односно да е во добра финансиска кондиција, со исклучок на поранешниот председател Никсон, кој потекнувал од неуспешно трговско семејство, како и председателот Хувер, кој бил син на ковач, сите други биле во добра финансиска кондиција. Важен услов за успех во председателскиот надпревар е секако припадноста на кандидатот на една од двете водечки партии, затоа што шансите за независен кандидат со оглед на тоа колку се скапи самите изборни кампањи се практично сведени на минимум или речиси се сведени на никакви шанси, а слично е со кандидатурите на евентуално трети помали партии. Инаку во историјата се случувало на изборите да учествувале кандидати на други помали партии, така во некои председателски избори се надпреварувале кандидати од дури 6 политички партии, двете главни, Демократската и Републиканската, и 4 помали партии, како што се, например, партијата на зелените, реформистите, малцинското крило на реформистите, либертаријанците и така натаму. Исто така се среќавала и состојба покрај кандидатите на двете водечки партии да им се спротистават и така наречени двајца предизвикувачи со различни спротиставени гледишта од самите фаворити на доминантните партии. Ваков бил случајот на неколку претходни избори, кога двајца предизвикувачи, Бјукенен и Ралф Нейдор, имале слични погледи на свет и слични ставови за политиката. Наспроти, би рекла, двајцата доминантни кандидати од Републиканската и од Демократската партија, кои што си ги искажувале ставовите на своите политички
партии во делот на самата изборна кампања. Инаку, она што е интересно, например, во изборната трка во 2000 година, на 54-тите председателски избори, еден познат конзервативен политичар барал враќање на Америка на така наречените бели американци, како и изолација и одземање на одредени права на жените како според него инфериорен пол, а друг кандидат кој што бил номиниран од помала партија бил Неидор Нели, кој сметал за кандидатурата на партијата на зелените и во националните анкети добивал дури 5% од гласовите, што е секако услов за кандидирање во конечната трка на председателските избори. Инаку, целата историја на председателските избори се стекнува впечаток дека кога се дава шанса на кандидатите од помалите трети политички партии, тогаш тие главно остро го критикуваат политичкиот естаблишмент, и главно генерално секогаш се спротивставуваат на оние политики кои што ги водат двете доминантни политички партии, демократската и републиканската. Тоа особено беше видливо во изборната трка во 2000 година, каде што главно кандидатите од помалите политички партии чувствувале силна аверзија против глобализацијата и аморфноста на американскиот естаблишмент. Дури тие ги нарекувале дека овие две феномени се всушност корени на злото, дека корените на злото се наоѓаат во моќта на американските корпорации, во слободната трговија и во големите мултилатерални корпорации кои настанале особено по Втората светска војна, мислејќи тука на Светската банка и Светската трговска организација. Исто така се укажува на фактот дека секогаш кога доаѓаат кандидати од помалите политички партии, главно остро се спротивставуваат на сите политики кои што досега или дотогаш ги имаат преземено двете главни фаворитни политички партии. На тој начин помалите партии и кандидатите од овие помали партии сакаат да се наметнат над електоратот и да освојат одреден број на гласови кои ќе можат да ги стават на приоритетно место, би рекла, во изборната трка. Инаку во однос на самите фази низ кои што поминува изборната постапка за председател, првата фаза е врзана за времето и напорите на самите потенцијални кандидати да одредат сопствена стратегија во изборната кампања, и тука се главно две стратегии доминантни во досегашните председателски избори. Едната е позната како предводничка стратегија, додека втората како стратегија на црн конј. При изборот на предводничката стратегија, кандидатот мора на активен начин, со многу говори, со многу патувања, со многу средби со граѓани, но и мас-медиумски промоции, да ја презентира својата програма и своите намери, со што би рекла може да го дисквалификува уште во првата фаза противничкиот кандидат, додека втората стратегија има далеку поскромни претензии и не нуди шанса на кандидатот за некоја поголема собствена самопромоција. Што се однесува до фазите на изборната постапка, треба исто така да се каже дека првата фаза се поврзува со одржување на така наречени примарни или прелиминарни избори, што се дефинираат како внатрепартиски избори или одржување на партиски конвенции по одделни држави. При тоа однапред е одредено во кои држави ќе бидат одржани примарни или прелиминарни избори, а каде ќе се одржуваат партиски конвенции. Тоа значи дека во државите во кои не се одржуваат примарни избори, партиските кандидати се одредуваат на партиски конвенции. Постојат различни видови на примарни избори. Така во 25 држави се практикуваат затворени примарни избори во кои само лица кои се регистрирани како партиски членови имаат право на глас, додека исто така постојат и така наречени вкрстени примарни избори кои се одржуваат во 14 држави во Соединените американски држави, а кои се слични со затворените примарни избори, и тие се такви во кои гласачите не се обврзани да се декларираат како партиски членови се до последниот ден. Понатака во 9 држави се практикуваат така наречени отворени примарни избори и во нив нема така наречена партиска пререгистрација или задолжително регистрирање на партиските членови,
Па затоа гласачите може да гласаат за било која партија, но само во едни примарни избори, и на крај во две држави на Соединените американски држави во практиката биле спроведени така наречени бланкет, односно бланко примарни избори, во кои гласачите може да го менуваат изборот на партијата во избори за номинатори за различни функции, и при тоа тие не се обврзани да го објавуваат својот избор. Примарните избори се гледаат како можност за внатрепартиско одмерување на силите напротив кандидатите, и особено интересно што законите за примарните избори варираат од една држава до друга држава. Во однос на втората фаза на изборите, која што е посветена на националните партиски конвенции, на нив се врши конечен избор на партиски кандидати за председател, но и за подпредседател на САД. Треба да се каже дека оваа фаза трае 2 месеца во периодот од јули и август, додека третата фаза се одвива во самата изборна кампања, односно изборната трка и надпреварот меѓу најчесто два најмокни ривали, односно кандидати кои што доаѓаат од републиканската и од демократската партија. Формално правно председателот и подпредседателот не се избираат непосредно, како што кажав од страна на граѓаните, туку посредно преку избор на електорите, кои подоцна во изборниот колеж го избираат самиот председател. Секоја држава има онолку електори колку што изнесува бројот на конгресмените, односно представниците на представничкиот дом и сенатот, односно тоа се 435 како број од представничкиот дом плюс 100 сенатори, се работи значи за 535, но и тројца електори кои доаѓаат од дистриктот Колумбија, кој што се уште не е определен како сојузна држава, иако интересно е дека на денот на самите избори најверојатно ќе се поднесе и предлог дистриктот Колумбија да се третира како 51-ва американска држава, на која што ќе се може да се оствари гласањето и за новите председателски избори, но и за наредните општи избори за Конгресот на Соединените американски држави. Тука правиме мала пауза за реклами. Останете со емисијата Поента. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Еве на назад повторно во емисијата Поента. Преминуваме на она што представува актуелна изборна трка помеѓу двата против кандидати Доналд Трамп и Хилари Клинтон. На една недела до изборите, до конечниот избор, се смета дека според анкетите на испатувањето на јавното мислење, секако зависно од тоа која политичка партија го има нарачано, се смета дека приближно еднаква е поддршката на национално ниво во самите анкети, преку кој што се испитува расположението на американците, и дека прилично неизвестна ќе биде оваа трка за финален избор на американски председател. Инаку, она што е интересно за Трамп и за Хилари е што уште од самиот почеток на нивните изборни кампањи, тие жестоко се судрија околу начините на кои Америка треба да се справи пред се со прашањето на тероризмот, но и околу правото на поседување на оружје, кое во текот на кампањата се актуализираше поради повремените масовни убиства кои што се случува, кои што ги извршува ментално нестабилни лица на кои им било достапно оружјето. Од една страна Хилари Клинтон ја поддржува политиката на администрацијата на Обама во однос на борбата против тероризмот и оружјето, додека од друга страна Трамп во текот на целата кампања ја обвинуваше Хилари дека избегнува да го изговори терминот радикален ислам и дека токму таа сака да ја укине Националната асоциација за оружје во Америка, при што Клинтон сериозно ни возврати на ваквото обвинување на Трамп, одговори со изјави во кои тврдеше дека Трамп не е погоден за председател, бидејќи поседува многу лабилен карактер и дека представува многу нестабилна личност.
Инаку она што вреди да се напомене дека Хилари Клинтон е фактички првата жена во американската историја која стана председателски кандидат на една од двете најголеми политички партии во Америка. И фактички борбата помеѓу Клинтон и помеѓу Трамп не можеме да ја оквалификуваме како обична изборна борба меѓу демократите и републиканците, туку се работи за вистинска борба за американските вредности, но и ставот дека Соединетите американски држави се побезбедни доколку се во сојуз со сојузниците, отколку доколку делуваат самостојно. Посебно внимание би рекла се стави на изјавата на Клинтон неодамна, каде што таа рече, буквално цитирам, додека гледаме напред кон борбата што не очекува, да се сетиме на сето она што не обединува, сите сакаме економија со повеќе можности и помалку нееднаквости, економија каде Wall Street нема да доминира повторно. Според неа, нели сите американци сакаат влада која ќе ги слуша луѓето, а не брокерите, што значи вадење на сомнителните пари од политиката, и сите американци сакаат општество што е толерантно, инклузивно и што е фер. Сите веруваме дека Америка успева кога повеќе луѓе ќе го делат нашиот просперитет, ќе имаат глас во нашиот политички систем и ќе предонесат за поголеми права на заедниците. Веруваме дека соработката е подобра од конфликтот, дека единството е подобро од поделбите. Тоа го има изнесено Клинтон на една од своите познати конференции каде што запечатно и конференции каде што се среќаваше со граѓаните. Од друга страна, Доналд Трамп се согласи дека исто така ова не е само обична борба меѓу демократите и републиканците, туку е битка за вистински промени и според него изборот е меѓу посебните интереси на една помала група луѓе, која што, како што вели Трамп, ја штити Хилари Клинтон, и интересите на мнозинството американски граѓани зад кои што стои тој, како што вели. Трамп вети дека ќе биде шампион на обичните вработени американци. Исто така тој ја нападна својата демократска ривалка и политички, но и лично, обвинувајќи дека ги усовршила политиките за стекнување личен профит, но и правила, би рекла, голем политички грабеж во текот на својата политичка кариера. Посебно беше жесток Трамп во својот говор во Њујорк, каде што милиардерот кој што целосно нели самиот си ја финансира кампањата, тврдеше дека поранешната прва дама и државна секретарка е дел од политичкиот естаблишмент кој ги измами американските работници преку лошите трговски договори и ја загрози американската национална безбедност. Трамп исто така се обиде да ја прикаже Клинтон како еден неетичен инсайдер во политичките кругови, и дека Клинтон, доколку се испитаат сите малверзации кои што ги правела во текот на својата политичка кариера, дека според Доналд Трамп Хилари Клинтон би можела да биде оценета како најкорумпирана личност која што посакала да стане председател на САД, обвинувајќи ја дека Стейт департментот го водела како свој приватен хедж фонд. Исто така Трамп ги повтори обвинувањата дека Клинтон одлуките ги носела под влијание на донациите дадени за фондацијата Клинтон, како и оние поврзани со хуманитарните организации во вредност од околу $60 милиони од различни приватни донаторски организации од Австралија, Канада, Нов Зеланд, Саудиска Арабија, Катар, Обединетите арапски емирати и од други земји. Секако на сите овие обвинувања Клинтон одговори негативно, ги отфрли како политички мотивиран обид да се извалка незината кариера, а од Стейт департментот кој го вода демократите изјавија дека нема никакви докази за корупција или докази со кои што ќе се потврдат ваквите изјави на Доналд Трамп. Сепак на крајот признаа дека неколку донации од странски влади, особено од Блискиот Исток, требало да бидат пријавени за проверка, а не биле, што е всушност прекршување на дадената свечена обврска на Клинтон дека ќе биде етична, која што ја потпишала пред самото прифаќање на кандидатурата. Трамп исто така
тврди дека Клинтон носела лоши политички одлуки во времето кога била државна секретарка, бидејќи не го спречила подемот на джихадистичката сунитска организација Исламска држава, понатака не го избегнала хаосот во Либија по соборувањето на Гадафи во 2011 година и не ги продолжила построгите санкции за Иран. Тука правиме мала пауза за реклами, мислам дека има една музичка numera и повторно се враќаме со темата на денот. Останете со емисијата Поента. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Еве назад во студиото. Зборуваме за актуелната изборна трка во Соединетите Американски држави, кое што, како што реков, отвори бројни дилеми, отвори бројни прашања, но и бројни контраверзи кои што се уште чекаат да бидат одговорени. Интересно е што изборната трка во САД отвори дебата меѓу кандидатите и околу самото прашање како да се зачуваат демократските и традиционалните американски вредности во системот, бидејќи многу американци го формираат своето мислење врз основа на социјалните мрежи, врз основа на она што им се нуди како документарни програми, како вести на медиумите. Па затоа еден професор, американски професор по право, оцени дека ова е најдобриот начин за објаснување на тоа кој претседателски кандидат каква страна зазема во негување или во почитување на демократските вредности на избирачите. Имено слободата, борбата против злото, борбата против авторитаризмот, правото на избор, секако правото на слободно изразување, еднаквоста меѓу луѓето без разлика на пол, вера, раса, религија, сексуална определеност и така натаму. Тоа се вредностите на кои што се потсетуваат американците за време на изборната трка. Интересно е што професорот по право на Харвардскиот универзитет и поранешен советник во Белата куќа, Кас Санштайн, ги објаснува овие вредности во една позната негова книга, во која што прави споредба со помеѓу реалниот живот со оној филм Војна над звездите, и тој ќе коментира дека Соединетите Американски држави се на страната на бунтовниците против империјата, додека претседателските кандидати се идните лидери на слободниот свет. Според професорот кој студирал заедно со Барак Обама, нема лоши претседателски кандидати, но тој е загрежен поради ставовите на Доналд Трамп. И тука ќе цитирам една негова изјава. Вели: не постои американски политички кандидат кој што е сит лорд, но рете да сме загрижени поради фактот затоа што еден многу истакнат политички кандидат нема доволна почит кон американските институции, што се движечка сила на САД. Некои од неговите поддржувачи се повеќе привлечени од неговата сила и најавите за преземање акција, отколку од републиканските идеи или од републиканската програма. Што се однесува до тоа како Хилари Клинтон стигна до претседателската кандидатура, имено таа на 7 јули обезбеди доволно делегати кои ја осигураа претседателската номинација од Демократската партија, со што таа успеа да влезе во директна трка со кандидатот на републиканците Доналд Трамп. Хилари обезбеди 2383 делегати кои беа доволни за да таа стане прв женски претседателски кандидат од Демократската партија од првите избори за претседател на САД од оние, нели, од 1888 година па се до изборите во 2016-та, односно актуелните избори. Инаку, овие избори ќе се паметат и по тоа што градоначалничката на Вашингтон, Баусер, на 28 април покрена иницијатива за референдум, на кој што, како што реков, ќе се гласа за Дистриктот Колумбија да стане 51-ва американска сојузна држава. За време на предстојните претседателски избори во ноември би можело да биде изгласано и Дистриктот Колумбија, во кој се наоѓа главниот американски град Вашингтон, да стане 51-ва сојузна држава на САД. Инаку Дистриктот Колумбија е
федерален дистрикт кој што е под контрола на Американскиот конгрес, а градот има градоначелник, но не е представници во Конгресот и Сенатот, затоа што Колумбија дистриктот не е држава како и сите останати 50 федерални единици, а доколку стане 51 држава ќе го носи името Нова Колумбија. Инаку, исто така, за време на претседателските избори ќе бидат одржани избори за испразнетите места во Конгресот и во Сенатот, односно во представничкиот дом и во Сенатот, при што експертите предвидуваат дека републиканците овој пат ќе го загубат мнозинството во Сенатот, но ќе го задржат во представничкиот дом. Според експертите, овие избори во САД се најнеизвестни во последните 30 години, а главната причина за ова, според аналитичарите од таборот на републиканците, но и од таборот на демократите, е содржана во шокантните и неумесни изјави во текот на кампањата од страна на избраниот кандидат на републиканците, милиардерот Трамп. Од почетокот па се до крајот, Трамп буквално не престана да ги шокира американците со предлози за градење ѕид кон Мексико, со предлозите за протерување на сите мигранти, понатака со фалбите дека рускиот председател Владимир Путин е на некој начин одличен кандидат, односно одличен председател, чии што стапки треба да бидат следени од страна на американските председатели, но и со она познато неумесно исфрлање од салата на една жена облечена во бурка, која што сакаше да му постави прашање на председателскиот кандидат. Сепак, главната причина за стравот од евентуалната мок што би ја имал Трамп како председател на САД ја искажаа бројни безбедносни експерти и на републиканците и на демократите. Само да се потсетиме на едно отворено писмо објавено во угледниот Нью Йорк Таймс, потпишано од страна на советниците на американските председатели, без разлика дали биле дел од администрацијата на Буш, на Реган или на Обама, меѓутоа и потпишано други врвни експерти за безбедност на САД, ангажирани на различни позиции во службите и агенциите на Америка. Токму тие експерти апелираа до американците да не гласаат за Доналд Трамп. Исто така, предходно дел од подписниците на писмото јавно негодува, има големи забелешки и кон кандидатурата на демократите Хилари Клинтон, за кое што беше потврдено дека наместо службениот мејл за испраќање документи, иако тоа нели е забрането, го користела незиниот приватен мејл. Ова афера, мислам дека до крајот во текот на оваа недела уште повеќе ќе се интензивира, бидејќи оваа афера секако дека многу неповолно се одразува врз довербата на американските гласачи кон Клинтон, но мислам дека ќе се појават и уште неколку контраверзии и шокантни изјави кои би можеле да направат вистински пресврт во последната минута, би рекла, од изборната трка на американскиот председател. Интересно е што експертот Мелинда Хенеберг укажа дека изборот на Трамп за републикански кандидат многу ќе и наштети на самата партија и најверојатно ќе води кон враќање на мнозинството во Сенатот на демократите, затоа што републиканците може да загубат 3 сенаторски места ако сакаат да го задржат мнозинството. Луѓето кои ги анализираа изборните двобои меѓу Клинтон и Трамп велат дека демократите би можеле како резултат на подобрите дебати на Клинтон да освојат 10 места повеќе во Конгресот, но може би дури и 20, но за бројката од 30 места повеќе тврда дека далеко ги надминува можностите на демократите. Инаку, што се однесува до кандидатурата на Трамп, тој на 26 мај победи на прелиминарните избори кај републиканците, особено во северно-западната американска држава Вашингтон, и освои над 76% од обработуваните гласачки ливчиња. Она што е интересно се анкетите на Институтот за јавни и религиозни истражувања, која направи една голема опсежна анализа на голем број анкетирани од една страна нели припадници на белата раса, кои што се најголеми поддржувачи на Трамп, и од друга страна припадниците на црната раса, афроамериканците, меѓутоа и латиноамериканците кои што се големи поддржувачи на
кампањата на Хилари Клинтон. Според анкетите кои што ги направи истражувањето на Институтот за јавни религиозни истражувања во јуни 2016 година, дури 51% од американците се загрижени дека се загрижени по однос на тероризмот. Тие велат дека тие самите не се чувствуваат безбедни во сопствената држава, а интересно е дека репрезентативниот примерок на оваа анкета е дури 2607 анкетирани лица, но она што може да се забележи како еден силен хендикеп на оваа кампања е дека ниту Хилари, ниту Трамп не можат да ги убедат американците дека не треба да стравуваат од терористички напади. Напротив, дури 77% од поддржувачите на Трамп одобруваат забрана за влез на бегалци од Сирија, како што тоа го заговара цело време Трамп во текот на кампањата, но и на муслимани кои што не се американски државјани, додека демократските поддржувачи се против вакви мерки. Во голем процент се потврди дека кај американците постои силен страв дека би можеле да станат и случајни жртви на насилен криминал, а освен ова половина од американците се загрижени дека ќе ја изгубат и работата, што значи дека се посилно се и економските причини да се гласа за едниот, односно за другиот кандидат. Во ваква една атмосфера на постојан антагонизам меѓу претседателските кандидати, помина целата кампања, иако би се рекла се уште докрај не сме виделе се од изборната трка. Можно е да едноставно во последните неколку дена пред 8 ноември да се случуваат уште многу други работи кои што ќе се извадат на површина и кои ќе можат да дадат една сосема нова, би рекла, представа за изборната кампања, но и можност да се блокира изборот на американски претседател, што секако дека е едно од најнепосакуваните сценарија. Она што исто така е интересно по однос на бројките за Хилари Клинтон, дури 56% од мажите повеќе би сакале кандидат да биде Бил Клинтон, додека само 38% ја поддржуваат Хилари Клинтон, значи во однос на машкиот приод кон женскиот кандидат за претседател, но и кај жените резултатите се нешто многу слични. Иако Хилари изјави дека е мощна горда што е прва жена кандидат за претседател, сепак таа нема голема поддршка кај припадничките на понижниот пол во Америка. Во однос на коментарите на замерките на кандидатурата на Хилари затоа што е женски кандидат, дури председателот Обама во шега самиот на себе кажа дека ако треба и тој ќе биде така наречена феминистка, но таа е кандидат не само на различните групи, туку и на Демократската партија. Значи, на некој начин и самиот Обама се насмеа на шега на неговиот на кандидатката која што доаѓа од неговата партија. Изборите на Ковосат се одвиваат во период во кој што над половина од анкетираните сметаат дека Америка е се уште во рецесија, затоа што недоволно јасно се гледа опоравувањето на самата американска економија, поради затворените компании и американските производи кои што се произведуваат во трети земји, но и поради падот на бројот на работни места во многу индустрии, многу индустријски капацитети. Американците исто така се и против договорите за слободна трговија, а лекот за подобрување на животните услови на најголемиот број од населението го гледаат во зголемувањето на даноците. Инаку дури 74% од републиканците сакаат контрола на странското влијание врз американскиот начин на живење, што е многу интересна статистичка бројка. А за се помалку американци, Америка е христијанска држава, значи надвладува и она чувство дека не се работи за држава во која што би можеле да се живее безбедно, нели, ако се има предвид фактот дека муслиманскиот, би рекла, муслиманството се повеќе надвладува и во делот на радикалниот пристап во решавање на проблемите. Но половина од американците исто така сметаат дека државата оди во погрешна насока, што исто така е многу интересен факт.
погрешна политичка насока, но и погрешна економска насока на развојот. Половина од американците, значи дури 50% од вкупниот број на гласачко тело во Америка смета дека е потребен лидер, американски лидер кој ќе ги прекрши правилата за да ја исправи ситуацијата во која што се наоѓа Америка. И токму ова е веројатно картата на која во кампањата симпатиите на американците би оделе кон победа на кандидатот Доналд Трамп, затоа што тој се нуди како лидер на решавање на бројните горки прашања во политиката и во економијата. Исто така, оно што е интересно, по однос на главните разлики меѓу кандидатите во делот на надворешната политика и безбедност, интересно се кажа дека Трамп тврди дека повеќето сојузници на САД ја земаат здраво за готово поддршката на Вашингтон, додека демократската платформа се заснова на она што се нарекува идеализам, учење за надворешна политика според која Америка е сила за доброто во светот и во комбинација со воена моќ може да влие на глобалните прашања. Исто така, она што е интересно во однос на вредностите, бројни безбедносни експерти на Америка, како од републиканската, така и од демократската партија, подеднакво јавно се оградија од ставовите на Трамп, но и на Хилари, во кој што се сигнализираше дека американските, дека вредностите за кои што се залагаат републиканците не се оние за кои што се залага Трамп во отвореното писмо објавено во угледниот Нью Йорк Таймс. Капката што ја прили чашата овој пат беше отворениот повик на Трамп до русите да ги најдат меловите кои не достигаат на американската администрација, што беше протолкувано како ново ласкање на Трамп кон Путин. Трамп ова го изјави повеќе изречените навреди кон Обама, дека, цитирам, нема углед за разлика од Путин, што секако е најголемиот комплимент за Путин искажан од еден американски кандидат за председател. Со оглед дека времето ни истече, мораме да се одјавиме. Само останува толку, нели, пред да се одјавиме целосно, да кажам дека емисијата Поинта се емитува во рамките на Трговското радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Професор доктор Тања Каракамишева Јовановска е уредник на емисијата Поинта. Денеска е 1 ноември 2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Ве оставам во добро здравје и добро расположение до наредниот вторник во истиот термин. Следете емисијата Поинта и наредниот вторник, кога сигурна сум дека ќе ги знаеме веќе и конечните информации околу изборот на новиот американски председател, пошто можеме да го коментираме и тој нов момент. Во добро здравје ве оставам, останете со звуците и со фреквенцијата на Радио Слободна Македонија, а ние се слушаме наредниот вторник во истото време. Поздрав и се најубаво. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.